сепарација? Ништо. Пак исто. И па мора да најдеме терк за следен чегор на тоа ништо. Многу е просто. Пак е Ваше видување на Не, спекулација идеја, ова. да. Многу е просто бе. Иде тој таму така, ќе му направиш притисок, тој само ќе ти дое, ќе се свртиш, ќе си отидеш. Проблемот останал, тој таму си отишол среќен, задоволен, тој е кај нас проблемот. Најголемиот, корупцијата. Корупцијата како у секој еден сегмент што е влезена длабоко. И треба отворено се збори за тоа. Кај нас е најголем проблем корупцијата и во однос на казни, и посебно во однос на сепарации. Морате, тие добиваат концесии за смешни пари, прават милиони од тоа црпење, од тој речен песок. И тоа имаме квалитетен, као ретко селектиран. Само сега година никнуваат се повеќе. Па за тоа никнуваат. И собраниви, што е проблем огромен. Даваат. Централиве што кој кај сака ја прави. Животна средина, министерството ти е промашено министерство во нашата држава, мислам тоа е министерство за неживотна средина, а не за животна средина. За жал. И уште долго ќе биде така. Посебно со тие кадри таму што ги има. Така да, ја ќе ти кажам за сепарациите, Господ на помош. И ние како бројка таква, И шо е, и илјадици, да се кренеме нешто. Кој ќе се крене? Значи без гласна буква, Абе, да се ти помириме. свикај во еден протест. Тој ке шанчета, фац, Па ако ти дојат поише од 10 души, ќе ти доје кире од доле со овие петорица увада што седат секој ден што немаат работа, ќе отидеме ја, ти уште тројца и толку ќе биде. Ја го дам пример, у Лисиче се гушат Кој ќе дојде? за воздухов, не искочија 20 души да протестираат на раскрсница, Точно, 100 души што- беа на раскрсница. што е по живот на сите. Населба аеродром Илисич од 20.000. И тоа ми беше 25.000 жители. најпоказателен сликови. 100 души излегоа, мене У си секој сегмент, у секој поглед општествен, анархија, несложни. А од друга страна ти прави општината забава у најзагаденото у Каевионче и се собираат 3000 луѓе, 4000 луѓе. Со кој Као да памет? се Лазарополе. Со кој памет? И ти сепарациите за овој народ, абе и тоа е малце. Не треба да утепаат сите. Као викато не Путине, биди прецизен, стисни, Не баци бива, бомбу. не бива, сите треба да утепаат. Не бива дефинитивно за тоа е спектакл. О, председателе, ја бев до негде кај све ови што делев, ама мислев истина размислување со вас, ама мислев ќе дадете нешто мотив плюс, ама ако се лажем и Кога беше зборам, не, ако зборам за сепарација, треба да лажам дека има шанса од нешто да правиме џавети представки, све поднесува, не е битно они да ќе направат таложникот, он треба таложник да има, така? И сега тој треба таложник да го чисти, тоа кошта, треба да копа, да троши нафта, да прави, да префрла. Кој ќе му се исплати да подвите прстот. Па поевтино. И сега А ние да го не чисти може на да 3 месеци, подмити, он ќе го пријавиш, он ќе го исчисти, за една недела тој пак ќе се напуни, за една недела пак ќе ти биде чине или која да ја река, пак ќе ти биде матна. И ништо не си сменил ти. И пак ќе го пријавиш, поне ќе рече, чекај, само бевме у инспекцијски надзор, ќе го оставиме за 6 месеци, ќе ме отидеме, пак ќе ме отидеме, пак малце ќе зачисти. 2 дена ќе имаш малце така полуматна вода ќе излага, после пак ќе иде матна. И вак, крај нема. А на терен Се кога ќе вртиме се околу. судрат колегиве со криволовец, со ајду, како да реагират у таа ситуација? Пријава, брате. Ама у Пријава. моментот за одма да се атакува, кој е процес? Како знам, ми се надоврзав дека, нели кажа, има инспектори 2-3 за ова, така знам и ова проблематика 2-3. А без нив ја ќе ти ништо кажам. не може да се... Имаш бесплатен број од ДИС за пријави криволов. И го има и на веб сајтот на МРФ стаен. Го има и на нивниот сајт. Ако се јавиш таму, они ќе запишат. Пак утре дента може ќе ни се јават нас, ќе ни речат, ај бидете, видете таму мрежи ставеле. Или ништо не бада. А све тоа у рамките на работно време, а знаеме Да, дека попладне нема криволов. ајдуците имаат Нема 24/7. Попладне и навечер нема криволовци кај нас. Само они имаат работно време од 8 до 4 Значи криволовците. индиректно кажуваме дека од втора смена и трета Генерално нашиве се најдуците слободни што сакаат да доста прават. луѓе ги знаат, имаат телефони, се приват и мене ми се приват, мене кој да ми се јави ја праќам веднаш. Значи буквално се случувало, ми се јавате и слушај, тамо има тоа и тоа се случува. Јас сум кај сте вие тука, продолжи натаму директно, побрзајте вака така.
на лице место. И сме ги фатевме мрежари онамо. Тоа кој дејство од МРФ чуварите или од концесијата? Ако има концесија, треба рибочуваат од концесија. Меѓутоа МРФ А кај што нема концесија, ги праќа? Праќа сами, не. И кај што има концесија, ние излагаме у пресна. У помош. Значи, имале Кумановци, пример сега, има концесија у Куманово, ќе имаат дојава за мрежи, они имаат еден рибочувар, така нека идат уште двајца со него, пак се малце. Ке се јават, нека се јават, ке пуштиме уште тројца, уште четворица. Ке отидат 7 луѓе, друго е. Да. Друго е сам да отиде рибочувар, ништо нема на тоа. Или двајца ке се гледаат и ке се отидат. Друго е да отидат две коли. Луѓе не разбират колку е комплексната акција се спроведе у таа дивина кај што него му е тоа секој дневие двор. Абе не само Кај те ќе отиде. Да, и оружје и проблеми. Секакви будали има на терен. Имало многу заебани проблеми по полиција. Они са идат на стално контраодговорот е на колегите, кога ќе видите мрежа дека има негде, мора да дојде он да ја вади, чекајте го. И сега тоа треба да се стави некој грмушки да кампира, специјалец да се камуфлира, прва смена, втора, трета, трета, има па пета. идеме. И сега идеме, ако најдеме, може Ама да се фати на уживо, тоа е најубаво. па, тоа они викат, значи ако сакаме, има како да се фати. Чим он ја поставил, мора да дојде да зема, ама треба да се чека. Не како да се чека кога до 5 смена работат чуварите. Не, нашите Зборам општо. У Федерација чуварите кои идат во акција, идат и у 2 ноки, и у 3 ноки. Па тогаш по овој моабет, Нема тоа секој тај посту мрежа може да се фати, значи. Со дојава да, меѓутоа луѓето не кажуваат. Многу ретко. Тие што кажуваат секој излага на терен. Дека Значи ни кажале, примеру, Велес има тамо и тамо, отидовме ги фативме на лице место. Имаше ги румери, на лице место ги фативме. Едни ни избега, ама им ја видевме колата, па полиција, да, знам за тоа. па регистрација, па кој бил, па ги викна уста, значи има начин. Ама треба, не е соопштено, тоа и колеги очекуваат секој да им биде нив пријавувано, одма треба да објавувано. имаме дојави. Ние на секоја дојава нема. Мора да реагираме. А луѓе дојавуваат преку групиве, претежно, па таму не идуваат на судир од своите, Ке пише што на не го Facebook, нападна, што не го тепа, ке што пише не на го... Facebook, не вадам дозвола, вчера мрежари имаше таму. Абе, бат, Го имало мрежари, поминува... што не се јави, бе, у моментот јави се, кажи. Кој е бројот у моментот, кај да се јави? Кај мене. Стално го пишувам јавно. Ако сакате да го кажете бројот јавно се, 071-232-188. пишете колеги, у секој Не, ја на не знам колегата. дали си приметили по групи, бе. Некој ќе промночи, ќе речам, бат, еве ти мој телефон, јави се. Значи, каде ќе се судрите Слободно. со мрежа на дело Криволов, снимете, како доказ да имате дека може некој да клевета да ја пушта бувата, Може. вака, да биде све транспарентно, колегијално, коректно. Еве го председателот стои на располагање, тим Нека се има, јават, вработен бе. има, Кидат луѓе. се праќа одма, се реагира, да нема после, никој не икеше, никој не може, недостапни беа. И тоа големо гајле Јас еве, сум рекол се решено, јавено. А и вие на брзина За разгледате што и да е. од прилика, видите на што немаме кажано одговор дадено, да не се губи време у празно. Празен фата немаме. Тоше Петровски што века. Да се поделат риболовци на групи. Он идел 10 до 15 пати на вода, со улов од 0 до 3, а имало рибари што оделе 3 пати на ног со улов од 10. Немаш да ги извоиш луѓето. Знае, дозвола. Сега секој иде колку што има време. Да, Ја и е. порано сум идал секој викенд, сега немам време, идам преку Да. еднаш месечно или како да е. Работата е Тоа многу... Кога ќе вадиме годишна, да дадете список со води каде важи. Не може ние да дадеме список. Министерство ги издава државните дозволи. Списоците, он треба да даде кај има концесија и кај важи. Државната, сега пак ќе кажам. Че повторно погресна адреса е ова. Не адресата, нема врска. Вика да дадете список каде важи затоа што некаде не ја признаваат концесионерите. Ајде да објаснам. Пошто стално за ова зборот не ја признаваат концесионерите. Државната дозвола важи секаде, освен на атрактивни ревири. Атрактивни ревири, моментов има 3. Скопска треска наша, езеро Мавровица, Свети Николе и еден дел од Радика, од Мрестилиште до Уливна Рибница и нагоре према Луково поле. Тоа се атрактивни ревири. Таму не важи државната дозвола.
сите останати ревири што се под концесија или не се под концесија, може да се лови со државната дозвола. Меѓутоа, има концесионери, како што преска реков, на многу концесионери им сметат државната дозвола, затоа што едноставно ти дошол, ти си Ти прави штета, у Штип, ти дошле 100 души од Скопје, ти ловат со државна дозвола, а ти немаш никаков бенефит. И сега, која е твојата опција како концесионер да се условно кажано заштитиш да не да тој да ти извади 20 кила бојник денеска која да бојникот. Ти имаш минимални мерки. 3 килограми дневен улов, у кој може да влезат 25 парчиња бојник, 20 црвено перки, бојникот да биде над 25 сантима, кленот над 30 сантима. Усидицевца влага и Црвено перката над 17 сантима или колку и да е, не знам се карикирам. И сега концесионер вика, окей, ајде да видим улов, мери, 4 кила си надминал, автоматски прекршуваш. Ти му идеш со државна дозвола. Отиди, лови во рамките на ограничувањата, лови во рамките на дозволените минимални мерки, никој не може ништо да ти каже. Стално го зборат пример Тиквешко. сакав да го накажам. Доаѓал и мерел риби. Убаво им правиме, брат, немаш вакви црвено перчиња да трпаш. Ама од друга страна, у ако чуварка. извадиш од него годишна, ќе можеш да ги трпаш. Јас, со државна, Тиквешко, ќе си седнам без чуварка, цел ден, 500 риби ќе извадам и ќе ги вратам. Шо може да ми направи, кажи ми? Не збориме. Дали ќе го направам меракот? Да, ба тоа Шо знаеме може, како е шо може да ми направи? Не може да ми рече, не ти важи државната? Ми важи. Или, ќе фатам 5 црвено перки над 15 сантима, ќе ги ставам у чуварка, нека дој нека ги измери. Сите се умерта. Толку, ништо не ти може. Како си ти бидеш и А прав, тоа што правилата ќе ти бидат А тоа што он дозволува, Дозволена. ако извадиш ти нивна годишна, тоа е више до совеста, манипулација за... совеста на, види, он него му интерес Да, бе, така го менаџира, тоа е нашо да рецепт прибира за... средства и им дозволува. Што да ти кажам? Ја не би го правил тоа. За Да, мене Тоа стално бил проблемот и нели ставили И не то- сабајле од колку сат смеш. Ајде, кажи ми, кој концесионер у Македонија на луѓе што извади да дозвола кај него годишно мери улов или риби? Никој. Освен он, за да Само оаја спроведе за агенда. држава. Па Да. не имам, па и ние ги почнем. Ние сме мереле на треска пастрмки, да. Сме ги фаќале. Имаме и фаци, и еднаш еден новинар закачивме со вакви пастрмчиња. За мачето, за мачето. За мачето се резилеше, да, по 17 сантима пастрмчиња, минимална мерка ти е 30. Такви кога ги фатеме ги мериме. Кај нас. И тоа со наши дозволи. Не со државни, него со наши. Па што држава секако не може да фаќаш. Па ние се бориме да кренеме ниво, све со Тоа е. ревирот. Ама речи си никој, ја мислам дека има и некои други што мерат. Сега да не биде дека никој Само не и го не прави тоа. ревири се, ценет и Меѓутоа, води се тоа, не се... грото не го прават тоа, нека да се замараат. Ги интересира дозволата, да се плати, прави што сакаш, ти фаќај. Како и Колку себе сакаш. сегмент кај нас, со што помалце труд да го решиш. Да си жив и здрав. Тоа е. Друго, председателе, дали нешто испуштивме во прашањата? Нешто Па, и вие запишавте Па тие преска. ги запиша времетрењето на зорите, сепарациите, од земената опрема објаснивме за пленетата, петина од просечна плата го објаснивме. Концесионерите исто да ограничиме дека се одговорни само за рибата у водата и ништо друго околу. Канти, ѓубре, чешма, дрва, не, значи само рибата у водата. Секој морална обврска има загадување да пријави, меѓутоа не може ништо Не може да го Он осудува. може да пријави у државен негова инспекторат обврска. за животна средина. Толку. Ама да не става под обврска дека е негова Не, законска. Тоа не да е го, негова законска. да го- обврска. Тоа е поише морална обврска. тоа сите на се таа обврска. Така, ама кај нас никој не го прави. Се чекат некој друг, јас што викам, снегот ќе ги Вели. затрупа у двор, Едно е, камионот јас ќе ќе седи се јавам промет денес, ќе ќе чека. кажам, дечки, видов има загадување на Вардар. А излезете, ве молам, вака, така и ќе ги чекам еден ден, 2 дена, ќе помине се тоа. Ако у тој момент 300 луѓе крена телефони се јават, е многу поголем притисок. Да. Пошто не знаат тие 300 луѓе кои кај има врски, кои кај ќе изврши дополнителен притисок. Меѓутоа кај нас никој не го прави тоа.
Сите само чекаат. Ја лобирав креав агент у група. И Ај одма- кој има проблем, сите да се јавиме и слика и скриншот дека си се јавил прати. Да ја видиме колку сме се јавили, дали ќе има решение, дали ќе има слух. Никој. А вака само И да утредента на Facebook. е, Не вадам дозвола, што е вас да гадано беше. ја плаќам, а не мрдате со прст нео. Значи не се сите работи Не, за други да ги мрдат прстите. Голем дел сами треба да ги решаваме. И Мора- таму кај што е за друг, ако гледаш дека не го решава он, пак примерот со снег. Што се ако не доаѓа камиончето од двор да ти исчисти пред улица, ќе чекаш пролет, ќе искочиш, ќе засукаш ракави и ќе ти фрлиш лопатата. Имаше едно прашање, вика, зашто државата не стане концесионер на местата, на локациите каде што нема концесија да за да се вадат дозволи преку државата. Тоа се државните дозволи. Па тоа и стари. моментов е. Само што нема дневни. Дневни е по мене реално е многу тешко државата да издава дневни. Добре и државни годишни што ги издава некако. Дневни, како бе брате, тие пари идат од буџет. Тоа ние кога вадиме државни дозволи, уплаќаш кај корисникот или 100% буџет светно, и остатокот го плаќаш од буџет, така. И ти носиш уплатници од министерството, и таму гледа, тој ги проверува прво уплатниците дали се легнати парите од буџет, па после ти издадат државната дозвола. Ти дневна дозвола, ти уплаќаш од буџет, па он преку трезор, па да провери Услепо. приливо дали го има, тој процедура во министерство. Не може тој од оделение за рибарство да иде и отвори компјутер и сам да види. Брате, кај И него многу тој пати исто него му треба од сметководство, од финанси да му дадат информација, да му потврди нема ликвидност на работиве. дека се префрлени средствата за онда издаде државната дозвола. Како ќе издава дневни дозволи? Ќе треба ти 2 недели унапред да уплатиш, за онда има права информација дека е уплатено тоа, па да ти даде дозвола. А ти као, ти сакаш сега си уплатил и иде Ја што викам сега да сакам од салон кола да купам 100.000 евра BMW најно. Не може. Па не можам, ќе чекам, Ќе ќе чекаш правам. 6 месеци. Значи пун пари да сум, а не за... И проблем гледам на колегите, и мои, и твои на сите, у недела кога сакаме да идеме, немаме кај да извадиме дента, треба пред време, а може да ќе ни се сменат плановите и испаѓа Така е. фрлени пари и тоа, а Маврово- денот недела е за искористување направи една најголем. апликација да се уплаќа онлайн. Мавро национален парк имаат пари. Нив не им значи ништо тоа. Ние, како рибар, имаме нешто направено, нешто ни спремија, само не треба некои процедури што треба ги извршиме, некои банки да смениме, да отвориме сметки, каси, смаси, све тоа кошта плюс, да овозможиме барем дневни за треска за вардар да се вадат онлайн. И мислам дека годинава тоа ќе го проведеме на дело, затоа што програмот, колку што знам, го спремија. Ни го спремаше еден колега Мушичар со колеги од Треска од Сарајево, тој дал таму. Фейзула може да знаеш. Така да се надевам дека годинава ќе почнеме да Ете издаваме позитивно нешто. дозволи електронски, зборам за тука. Да. А на ниво на Македонија тоа е уште многу Кога го далеч. спомна Мавровско и преска кога спомна дали ќе ако успееме да го реализираме светското, не знам на која атакуваше светско и на која Светско крапско првенство. за крапското сакам да Втори до кажам. шести Значи в Моаве дека има шанси на Мавровско да го не има шанси. биде одржано дека се- кај нас и Нас- уште две може да се прошири сектори. Ние имаме аплицирано за светско пред неколку години. Ај тоа може се објасни, открини И- некоја тајна. Во април кога бевме на конгресот на ЦИПС во Словенија, ми рекоа, вие сте организатори. Кај ќе правите? Ќе видиме, ќе најдеме биле у план Деварско. Јас многу си Мегарско. израдев ова која слушнав информација. Условите беа негде ни треба чиста стаза 8,5 км, инфраструктура, сместување на оддалечено 20-30 км, максимум за Да. 500, 600, 700, 800 луѓе, Голема работа. репрезентации, многу нации, Гости. логистики, гости. Дебарско е супер езеро, ама плажата е прекратка, може еден сектор да се направи максимум и толку, а големо е езерото, исто. И некако не го прифатија. Мавровско езеро е единствено езеро во Македонија, каде што успеваме да направиме па негде 8-9 км стаза.
бришан простор, значи почнувајќи од Маврово до Брана, од Маврово Јанови скроз до Мерачот, имаме за 3 сектори простор. Све да биде на топ, да. Да, имаме негде околу 100 позиции, безбречено. Има пат околу цело езеро, има хотели. Тоа го покрива барањето, условите. Да, има сместувачки капацитети. Имаме убав хотел за отварање, за затварање и со ние сме у преговори. Не преговори, него завршни преговори, да речем, договарања во однос на сите детали, пошто многу работа има околу светското, многу работа, многу логистика, многу луѓе, многу средства, треба многу да се пореби Маврово, зборував ни за тоа со министерот за земјоделие, рече ќе излезе во пресред највише што може. И ние како федерација со дел од средствата исто ќе порибиме. Ќе има многу работа и многу трчање, ќе побудалиме, али мислам дека ко за прв пат у спектакл ќе биде ова, дека громогласен. Ќе организираме едно светско првенство риболов. И мислам дека ќе успееме, дека ќе биде тоа добро. Барем за организацијата не се сомневам дека добро ќе направиме. Сме за кога тоа се втори до 6 септември ми е за сега престојна година. Доделен, да, 26-та година Мавровско езеро. На Мавровско ќе правиме и Крапската лига, ќе правиме некој клуб, ќе правиме и Балканско крап. Ќе биде исто на Мавровско езеро крај на јули. Така да годинава ќе имаме доста активности. Ќе имаме Балканско спин на треска. Ова прв пат. Кај нас ќе биде Балканското. А сакам за до година да биде Мушица кај нас прв пат, да правиме Балканско Мушица, малце се покаже. Значи одлична насока иде спортот. Разговаравме со Национален парк Маврово, ќе ни излезат во пресред за многу работи, допрва ќе имаме со нив состаноци да договараме, меѓутоа спремни се, отворени се да ни помогнат што е можно поише практично, заедно да го организираме, они ќе бидат на некој начин домакини на светското првенство, така да ќе нова година ќе биде многу интересна и многу тешка и ја еве искрено не знам вака како волонтер како се тоа ќе постигнам, ама среќа па за оваа работа многу се пријавија да волонтираат. И се надеваме од видео дека ќе ги придобиеме колегите да станеме конечно едно сите уиста, ние сме отворени да бидеме за соработка и за помош со сите. И сите се добродојдени. И сите сме едно. Јас стално викам, ја имам работа. Меѓутоа, таква ми е работата што јас скоро секој ден поминам тука, федерација. Ке се видам. Мерокот нема цена, ова не може без љубов. Буквално, ајде, не секој, ама секој втор ден поминам. С телефонот ступот си му го пишам. Имате и фиксен телефон. Кој сака, што го интересира, кога сака, јави се, бујрум, седни, ќе направиме увет, ќе објаснам што те интересира. Неам проблем, значи не ми пречи. Имам работа, ама си наоѓам и простор и слободно време, за тебе одвоив саат, не е проблем. Благодарам председател. Колку треба ќе седиме, значи, стварно ми е уживаш во работа. Предизвик ми е, интересно ми е. Знаеш, ме исполнува едноставно и таа ми е сатисфакцијата. Од режија ни јавуваат. Мислам дека ја опфативме горе-доле све што беше она што беше. Стотина прашања, ама вајде ги запомнеме. Да не влеземе у новата година вака како тераме. Кои сме 29 и 30 више влегавме 12. Да, што малце ќе влеземе. Па со вака убав крај, со убави теми, убави новости, планови за идната, мисламе одлично да завршиме емисијата. Па се надевам, да, 26-та ќе биде многу интересна и се надевам многу успешна година за риболов кај нас, почнувајќи од сите оние првенства што треба да ги организираме, се надевам од сите измени на законот што ќе поминат и да направиме нешто малце, барем малце да пробаме да биде малце подобро. Знаеш, низ годиниве не идеме, искрено не знам, јас се чувствувам како да цело време да тапкаме у место. Јас се чувствувам кога да идем у муј надоле. Па идем у муј од аспект на
живот. У Нов Зеланд искачаме уште малку. Меѓутоа, тапкаме, знаеш, и ништо не се подобрува, све е исто. А тензијата расте меѓу нас више. Така е, се луѓето пениме, се, се многу јаде. луѓе да се, јас сум револтиран многу, од многу работи сум револтиран. Све живо и диво сум револтиран. Знаеш, и дури се фрустрирам што некој сум немоќен све тоа да може да го поправам, ама не може, но не ја, Господ не го права, некој работи. Така да се надевам дека малце да смениме, малце да тргне напред, па многу задоволен ќе бидам. Знаеш, барем некој стимул да добиеш за да гураш поиш. Не само ја, сите околу Сите, мене. да. Со Барем заеднички сите сили со да се... федерација, клубовите, секој на свој начин, луѓе има познати со ваму, со таму, кај нас све се прави со врски, со лобирање, со чуда. Слогата не, дека што има слога, Помош ако има, сите собрани, многу. има и Бога, многу како повеќе вика, може да има постигнеме. слога, има Бога. Ама не со јадење вафли на Facebook. Со ова видео гледаме да ги Бурум, решиме тие Еве проблеми и масава, да еве канцеларија тргнеме отворена заедно. е. Јавете се, дојдете, седнете, кој сака, ќе дискутираме, кој може да помогне, кој има мука, тука сме. Отворена е вратата за сите. Нешто да пропуштив да сакате да кажете. Ништо, тоа е. Председателе, Фала ти многу многу ви на- благодарам. На Ми беше чест, мило ми и беше. мене ми беше драго вака што ме идејава да кажеме вака малце да објасниме. Друго е кога пишуваш, некој те чита, Да, некој и чита. различно се... Може и нема да не гледаат многу долго време збориме, ама Ќе направиме Кој ќе- 10 дела. кој Серија, ќе кој шпанска. ќе види, нека слуша внимателно и све ќе му биде јасно. За празниците ќе имате што да гледате важно. Програма сте ви спремиле, одлична. Посакувам срекни празници, Фала, срекна исто и на нова, вас. многу успех, здравје Среќни празници на сите на сите колеги, седајмо браќа, сестри, рибари. и бистро у новата Немој многу да 26. правите глупости за празниците, треба да се пеца. Секој добро, бистро и се гледаме до година. Чао, чао, поздрав, Поздрав. чао. Режија.